Почитувани мои, назад сме во студиото, продолжуваме со останатата содржина, како што во текот на целата ова емисија ви најавував, денес имаме 4 прекрасни дами со кои што ќе зборуваме за настанот Вешта жена 2017 во општина Струмица, кој што се одржа во неделата. Денес ова утро со мене имам госпоѓа Илинка Тодорова, добро утро, Виолета Митровска, Даниела Илиева и Бети Ристова. Добро утро за сите. Добро утро на вас. Добро дојдовте во утрински пул, за некои повеќе пати, за некои за прв пат. Ви благодарам што сте дел од оваа емисија. Госпоѓа Илинка, аз би започнала со вас како организатор на Вешта жена 2017 во Струмица. Како започна организацијата, како сте вие задоволни од одзивот на жените, како помина според вас во неделата овој настан? Прво, голема благодарност од вас за вашата покана да гостуваме во вашата телевизија. Голем поздрав до гледачите што ќе оделаат време да не гледат. Па пред се можам да кажам дека сум презадоволна. Прво, како и многу благодарам на новите учесници што тие се значи мотивот што ние Вешта жена можеме да ја водиме со години наназад, затоа што кога ги имаме нив, значи Вешта жена е успешна. А кога ги имаме нив, ги имаме и гостите. Значи тоа е примамливо со нивните прекрасни маси да привлечеме и повеќе гости. Одзивот беше добар, мислам имавме многу гости, задоволни, мислам дека и они се многу задоволни тоа што го презентиравме и самата музика, мислам дека беа презадоволни. Во ова година можам да кажам, можеби малку задоцнивме со рекламите, знаеш, на Вешта жена, затоа што ние неколку дена бевме отсутни од градот, па не можевме да го организираме и тоа. Се извинуваме на тие што не дознаа на време, но ќе се потрудиме таквите грешки да не ги правиме следната година. Тука сме и ние, честа е наша, се надвам дека заедно жена која што се одржува налето во Струмица, дека прво ќе направиме една презентација, премиера и повик до сите вешти жени во Струмица, па веднаш потоа со нашиот тим, како што беше во неделата, ќе ве проследиме и во наредна прилика да презентираме и како поминала и Вештата жена етно во Струмица. Виолета Митровска е победник на овогодинешното издание на Вешта жена 2017, на интересна маса со многу бои, нешто поразлично и интересна исто така идеја, нешто што не е својствено за Европа, ниту пак за нашата Македонија. Од каде идејата, каде ги најдовте рецептите, бидејќи ги нема во нашето секојдневно подготвување и пред се честитки за наградата. Јас пред се да се заблагодарам на повикот, исто на телевизијата и да им се заблагодарам на гостите што беа присутни во Вила парк и што гласаа за мојата маса. Значи тоа е еден доказ дека стварно им се допаднала. Идејата ја исцрпив така, јас секогаш сум нешто специфично, сакам нешто различно. Обично ги обожавам оние ориентални азиски стилови. Тука и мојата керка има доста удел и таа малце ми помага. Значи она го измисли името Индиго Бомбај, се водевме од една книга, од една наша македонка, Индиго Бомбај книгата, и доста теми од таму извлековме околу масата. Значи тортата ми беше направена во стилот на Аладин, перничката, исто така ламбичката, рецептите со храната во Индија се е луто. Таму повеќе имаше една приказна, вика на една бизнес, вика вечера бев и вика ми поставија, вика, маса, знаеш, шо да земам сечко, вика, луто. И толку многу се излутив, што утре дента кога станав побара, вика, млеко. Ама во млекото, вика, стават некој зачен и млекото, вика, лютеше. И така тоа, викам, во Индија се е луто. Така, тоа ми беше инспирацијата. Околу боите, Индија, знаеме дека се тука розово, лила, доста колоритно. Даниела Илиева и Бети Ристова ни се нови учеснички за прв пат. Еве ви започнала Даниела, како што си е редот. Која беше твојата инспирација? Зошто еве одлучи да се пријавиш, да учествуваш нели како надпреварувачка во Вешта жена? Па јас како за прв пат учествувам во Вешта жена и бев многу импресионирана од печаткот што ми остави во самото учење тај сам надпревар. И да се биде дел од тимот на Вешта жена е многу голема чест и благодарност. И тоа што ме инспирираше да учествувам во Вешти жени е секогаш кога присуствував, од секогаш сум присуствувала на самиот настан и секогаш се воодушевував на нивните вешти раце
и од секогаш сум посакувала да бидам дел од таа сама атмосфера, па така тоа ми даде потик да учествувам и многу сум задоволна и им благодарам на тимот на Вешти жени што ме примија и јас да бидам дел од нив. Бети, која беше твојата инспирација за твојата маса? Мојата инспирација за мојата маса беше мојата идеја за нешто досега не е прикажано на Вешта жена, дел од македонската кујна. Ние знаеме дека македонската кујна е доста гурманска кујна и јас предложив да направам еден мој специјалитет, па доста вкусен беше, добар, со добра креација. Имаше многу убава декорација, која е некако посебно изработена од природен материјал, односно од свеж зеленчук, од свеж зеленчук, тоа се беше приготвено од свеж зеленчук, кој се јадеше добро искреирано и за изглед и за уста, за да се проба, да се вкуси и така. Ќе се навратиме малку подоцна на вас. Госпоѓа Илинка, вие рековте дека околу 5 дена не бевте овде, дека бевте во Швајцарија, нели во нашиот разговор, дека и таму се одржува Вешта жена. Малку информација околу тоа, режија ќе не покрие со инсертите, со сликите кои што ги имаме од таму. Како помина, како сте задоволни, што таму се случува? Значи, голема благодарност, еве и ова година ние бевме, јас, Вили и Магде бевме во Швајцарија. Таму се одржа, веќе поред, мислам, 5-та година се одржува Вешта жена во Швајцарија. Прекрасно е чувството да бидеше меѓу нашите, што викаме, знаеш, кога ќе одеш некаде меѓу нашите, тие сите беа многу задоволни, среќни. Вика, тоа е еден исто, еден повод да не собера, да се видиме, да се дружиме. Беше прекрасно и таму масите беа прекрасни, таму имеа 6 учеснички и таму прва награда ја доби Емилија Петрова од Струмица. Здрави Боже за мај, и она треба да присуствува овде. И нејната маса, сите маси беа прекрасни. Јас верувам дека нема маса што не е прекрасна Вешта жена. Прво храброста што застануваш на тука, значи тоа е многу жени кои ќе им понудам да дојдат, знаеш, мали, па знаеш, се срамам, не знам што, значи не. И таму исто така имаше учеснички, прекрасно е. Прво реков дека таму беше гордост, ети да бидеме меѓу нашите иселеници, што они беа одушевени, ети се видовме со неколку пријателки што не сме се видели со години. Исто, значи... колку години Вешта жена во Швајцарија се одржува? 5 години. 5 години. Да, Секоја чест се надам дека и во иднина така ќе се одржува и ќе имате релација, меѓутоа и бидејќи многу често знаете да спомнете дека Вешта жена е пред се дружење, шетање и дека заедно сте освоиле Европа. Да, па ние еве сега во март веќе патуваме за Малта. Значи Вешта жена, значи самиот настан, тоа е само еден миг. А после, значи цела година е дружењето. Значи кај нас ние сега ете бевме во Швајцарија, сега сме за Малта, па летото ќе се оде за Хрватска, значи големото патување за Вешти жени ќе биде во Хрватска. Значи секој одморот после кога завршуваат манифестациите, значи секоја година има дестинација. И на таа дестинација кога се враќаме, право се одредува каде ќе биде следната дестинација. Пред време се знае. Да. Така има некоја шема. Секоја чест тоа е едно убаво дружење и пред еве дознавање, нели, надвор од границите на Македонија, за остатокот од кујната, можеби таму нешто, некој патување ќе пробате, па ќе сакате да го подготвите на некоја народна Вешта жена. Случка може да ти дојде и знаеш идеја, следната година мојата маса ќе изгледа вака. Да, како идеја, како пример или како вкус. Госпоѓа Виолета, вие многу пати знаете да ја спомнете Паулина, што сте сретнале како дама во Швајцарија, нешто многу ви инспирирала. Зошто е тоа така? Ќе замолам од режијата да пушти слики како инсерти да видиме. Па јас во присуството нели во Швајцарија на Вешта жена, таму на крајата од манифестацијата беше презентирана Паулина Мулер, таа е швајцарка, веќе негде во 90-те години, 80 и некоја година. И цел живот ги собирала народните носии на Македонија. И од бивша Југославија, нели, тогаш не била само Македонија, значи, ама повеќе од Македонија. Значи, таа ја посетила галичка свадба некаде во 70-тите. И бидејќи веќе во доцни нели години, таа не е сигурна дали оваа збирка на народни носии ќе биде сочувана и решила да ги донира, значи да ги продаде на Вешта жена и парите да ги донира во заводот
за рехабилитација Бања Банско на децата со посебни потреби. Значи, тоа нешто кога го читаше, бидејќи она малца зборува српски, нешто повеќе на германски ни преведува, значи стварно на сите очите ни се насолзија. Една таква надвор од Македонија жена, значи раснена во Швајцарија, толку да има љубов кон македонската. Дури и кажуваше дека има збирки за Македонија, уште многу стари книги. Кој знае што се има таму, значи како неко библиотека, да. Да, она извини Вили. Она дури покани гости, ако сакат да ја посетат незината куќа, да видат се што она има дома, па ако некој ќе сака за да се надоврзам дека она значи го негува и фолклорот. Имат играорна група, дека она е швајцарска играорна група? Не, на ниво на Балканот. Каде што она ги уче жените, може и македонки, може и швајцарки, значи од секаков вид ги играт македонските ора. Јас кога ја видев колку ги играше, как ги знаеше, ние некои ора не ги знаевме. Она ги играше. Да, она ги негува балканските, значи на ниво на Балканот она ги негува сите, значи ги има, вика ги има во групата од Хрватска, Босна, значи цел Балкан. Така да они имат и се уште постои играорната група кај неја. Па Лилија она дел од играорната група, па незината ќерка е со инвалидитет, па затоа она во таа чест ги дава парите за Бања Банско. Убаво е да се слушне една таква густови која што има премногу љубов за Балканот, посебно за Македонија, и бидејќи Балканот изобилува со вековна традиција, со историја каде што може да се најдат нели безброј. И еве во Македонија е толку малка и дијалектите и секој крај си има своја носија, свој ора, така да верувам дека има зошто да се сака и почитува Македонија пред се македонската храна. Да, јас дури сакав да направам една акција, да се договориме, да ја поканиме, значи баш во конверзација на Facebook, нели го објавив тој пост и викам колку и дозволуват незината возраст да патува, значи некако да се организираме, да ја поканиме, да ја посети Струмица, нели конкретно, и тука сме нели стационирани и да ни биде гостинка. Се надевам во нека блиска иднина ќе го направите тоа, па и еве ние да бидеме дел и да и емисија да направиме за сето тоа. Таа малца зборува српски, мислам. Ќе се снајдеме, како да сигурно ќе има некој што познава германски или англиски. Господи Даниела, ви рековте дека сте за прв пат. Меѓутоа, што би им препорачале како учесник на сите оние кои што се двоумат или пак некако немаат храброст за да земат учество во Вешта жена? Па јас би им препорачала на сите млади домаќинки да смогнат храброст и да се пријавуваат, бидејќи самата дружба е многу поважна и многу стануваат и креативни кога се дружат со овие вешти жени, добиваат идеи и секоја година ќе ги тера, јас мислам како мене, еве сега посакувам да учествувам и понатаму со повеќе идеи и им препорачувам да се пријавуваат и да не се страмат. Ви посакувам многу успеси вам во иднина. Бети, што ти би им препорачала сите оние кои што се двоумат? Да, исто јас би им препорачала на младата популација да биде позаангажирана, со креации, идеи, да учествуваат исто така во Вешта жена, да се пријавуваат, пошто тоа е многу нешто убаво за секоја жена да биде дел од тај тим што толку многу има вредност на една жена, да биде мотивирана со креации, со се што мисли дека е убаво да го истакне за доказ. Пред да земете учество како нели надпреварувачка во Вешта жена, колку години ги посетувавте на Јас бев значи редовна гостинка на Вешта жена и воодушевена секоја година и јас и сум мислам жена што ја сака кујната, ама треба да имаш храброст да застанеш на таа маса. Најпрво храброст. Па да, она си купува карта и јас кам Бети, ма ти колку викам имаш храброст, сервираш се, правиш, викам ајде. Од една страна имаш љубов, од друга страна па трема, как ќе сум, што ќе сум јас. Па исто така и тетка Лиле многу ми излезе во сусрет, па су на Виле и на тетка Лиле помошта и јас застанах храбро на таа маса и ја представив мојата вешта рака. И голема благодарност. Мислиш за Илинка, не за Лиле. Илинка. Да, Илинка се извинувам. Нема проблем. Сите сме тук. Не знам.
Преубави маси, преубави декорирани, сите беа, значи, посебно убави, својот шарм, својата идеја пренесена на маса. А јас би повикала сега од режија да ни пуште изјава на Милковска Ленче. Таа во моментот не можеше поради оправдани причини да биде овде, меѓутоа ќе слушнеме кои се нејзините импресии, која беше нејзината маса, темата и како таа го подготвила онако што и беше спремно за Вешта жена 2017 во Струмица. Кажете ми што може да се види на вашата маса денес? На мојата маса е темата Свети Трифон, например. Значи, во честа место на виното, на љубовта, на грозието и имаме моцарела, со магданоз и со маслинки. Главното јадење ми е полнени чушки, перки. Не са типично со ориз, него со мешано месо, свинско, памелено, со крем за готвење, со томатело, со томатино пире, рецепт, ако сакате. Вие некој семеен рецепт за таква подготовка на полнети пиперки? Не, семеен, од интернет го видех. И така ми се виде многу интересно и вкусно. Испробахме го дома, пред това вкусно е. Значи, затова се реших за главно јадење да ми бидат полнени пиперки. И тортата, нешто што е примамливо на буре со вино. Така, добро. И каква е тортата? Каков е составот на тортата? Составот на торта, тесто е со ореви, јајца, шекер, ореви, филот класичен со пудинг, со млеко, со чоколадо, со јајца, имају фило. Главните состојки за торта. Да. Кажете ми, прв пат учествувате на Вешта жена? Прв пат учествувам, доаѓах на Вешта жена како посматрач, како гостин и ме примамуваше, значи, идејата за нешто креативно, јас да измислям нешто, да се обидам, нели? Прва година учествувам и мислам, оти убаво е чувството, стварно, нешто да направиш и да го видиш делото тво как изгледа и нормално другите да го оценат. Какво е, дали е убаво или не. Уживате во готвењето или дали може професионално да не се бавите случајно со подготовка на торта и така? Не, професионално не се бавам, исклучиво за дома. Готвам стварно со љубов, сакам да ми е убаво вкусно јадењето, секој јадење што го готвам, му посветувам внимание и сладокости сме, мислам и. Што најмногу сакате да готвите? Дали тоа е благи работи, дали се главни јадења? Повеќе солени јадења ме привлекуваат. Со благото права, мама, повеќе солено. Така, почитувани, имавте можност да ја слушнете Милковска Ленче, која што исто така за прв пат учествувала во Вешта жена 2017 во Струмица, оној дел кога е првиот дел за преварувачките, а меѓутоа имаме и оние кои што се преваруваат за Гран При. Како организатор, господи Линка, што значи тоа? Еве, овде се за прв пат, нели, имаме надпреварувачки, па да им објасниме и нив и сите оние кои што планираат да се нели пријават. Да, па значи така, значи на Вешта жена кога се пријавиш, значи учествуваш 3 години. Еве, ова година Вилија завршуваат на првата етапа од Вешта жена, значи она беше веќе учесник 3 години, добива медал, пехар и значи после прави пауза 3 години. После 3 години се надпреварува за бронзен, после 3 години има пауза, па за сребрен, па 3 години пауза, па за златен. Значи Магде веќе е пред стартот на златниот медал, значи она веќе ова година ќе го зема и сребрениот медал. Па она имаше понуда ако може да и се овозможи да не прави пауза, па да биде учесник, правото да продолжи за, па ќе видиме, Жани и рече дека може, не знам како. Според критериумите мора да права пауза, ама бидејќи она е во подоцни 3 години и вика јас да чекам 3 години, уште 3 да се надпреварувам, дали ќе сум жива века на 80 години. Значи тоа е правилото кај Вешта жена, значи секој 3 години учество 3 години, имаш 3 години пауза. А после првата година ова година Вецка лани ја заврши 3-та година, она беше во пробно жири. До година Вили ќе биде во пробно жири и така после се избираат, значи во
остануваат неколку жени во жири. Може слободно да се каже доколку вие влезете во Вешта жена како надпреварувач. Вие сте фатени во замка и до самиот крај не откажување на еден начин, тоа е и како поттик за се она што следува, меѓутоа еве што нели толку години се надпреварувала госпоѓа Магдалена, мислам дека нема да има проблем, бидејќи сите оние кои што се надпреваруваат златен, отстапка ќе би требало да се повозрастни, бидејќи тоа се години назад. Како што рече 15 години вика треба да си. Па ние неофицијално зборувавме тоа, мислам така неофицијално и со Жане, со главната организаторка, да се направи отстапка за старосна граница. Например, ако некој од надпреварувачките се над 60-тите тука веќе, да им се направи отстапка, значи овие 3 години веќе на крајот паузата да може да се скокне. Така е, така е. Јас би побарала овде сега од режија да ги слушнеме изјавите на Ѓурѓе Ѓурѓиева, Магдалена Мавкова и Зора Оджакова, кои што се надпреваруваа за Гран При оваа година во Струмица. Само да ми кажете која е темата на вашата маса беше? Темата ми е девојката со оригами, бидејќи употребивме оригами, свечењето, техника на оригами. И нешто и тука покушахме колку сме успеали. Тука само со месните што имаме тука? Тука имаме ориз, телешко месо во сос, ставено е врз ориз подлога и украсено со додатни цветови. И пред јадење имаме пита со спанек, сир. Така, тортата каква е? Тортата е урми торта, со урми. Може ние често да ве видиме по телевизиите како готвите, што значи дека навистина ви е големо задоволството како гурман. Прв пат учествувате на Вешта жена? Ова ми е трет пат, учествувам Гран При трет пат и ова година на финале во Тетово треба да добиеме сребрна медалја. Која е темата да ми кажете и што точно има? Значи, масата ми е на тема во светот на ангелите. Значи се пропознава, нели, самата маса. Супер дубите со... Да. Тортата е прилично многу интересна. Кој е составот? Да открием? Па како обично, со ореви, со чоколадо, значи филоти, значи за изработка на таквите торти, значи за по-големи на спратове, многу треба да се употребава чоколадо, бидејќи нели чоколадото самата смеса ја сврзува за да стои. Бидејќи тортите се прилично тешки. Значи најмногу одговара да биде и тестото чоколадно и фило да биде чоколадно. Значи има помешано и уреви внатре и они нели имат некоја структура за да биде по-цврста торта, за да не ни падне. А тоа таму е солена торта или? Да, значи тука имаш гладно јадење и предјадење. Предјадење е солената торта, а гладното јадење доле ми е состав бело пилешко медено месо и е редено како бајадера. Внатре има и кашкавал, тост хлеб и се реде значи како бајадера и се пече. Има ли некој јадење што сакате така посебно да го правите, најзадоволство ви е кога го правите? Што да ви кажам, веќе јадењето веќе се ми поминало, значи јас веќе сум во години, немам например некој посебно јадење да го одвојам што ми е најмногу сакам да го готвам. Ама во денешно време гледаме се побрзо да готвиме. Значи побрзите храни да бидат. Да не едно време со сат ги готваме. Со 2 сата, 3 сата. Денеска веќе времето не ни дозволува да готвиме како порано. Нешто побрзо значи да биде. Повеќе на супи, салати, тестенини, обавезно тестенини сега се многу најактуелни и така. Јас се надпреварувам во категорија Гран При. Ова година ми е трета година за сребрен медал. Значи 3 години бев во Гран При за бронзен, го освоив. Па 3 години имам пауза. Во сега пак 3 години, значи оваа година ми е завршна година за Гран При да го освојам сребрен медал. Ама учествувате во други градови, одите колку што знам јас? Значи сите моментално сме значи локално сега во Струмица, а кога ќе заврши целата манифестација на сите градови во Македонија, главната манифестација е во Тетово, всушност во манастирот Лешок. Значи таму е главната манифестација и таму се направуваме цела Македонија. Значи едно доживување
што секој би го посакал, например. А како сте задоволни од организацијата што се прави за вешта жена тука во Струмица? Па Има ли интерес кај жените прво? За жал нема многу интерес. Значи ние постарите, јас сум најстара во вешта жена. Давам апел на младите. Многу сакам да има млади. Ова година имаме 2 учеснички млади, 2-3. Ама јас многу сакам да во таа организација се вклучат младите. Затоа што во нашата организација, во вешта жена, убавината е тоа што многу се дружиме. Значи многу се дружиме, имаш многу пријателство во цела Македонија. Посебно убавината во вешта жена што кога ќе заврши самата манифестација вешта жена, на крај одеме да патуваме. Значи ние фактички ја посетивме цела Европа со вешта жена. Значи дружбата е и надвор од кујната. Да, тоа повеќе навлече. Сега кога ќе заврши нели тоа, останува дружбата. Да предпоставам Струмички карневал да не се вика тема. Да. Во стилот на Струмички карневал и тримери. Значи јадењето е постно. Затоа што на тримери кај нас се готви постно јадење. Кажете ми одделно што точно имаме. Имаме торта со маска, маскенбал, за главно јадење имаме сарми со ораси, гравче постно, сутлија, тоа е зерде, струмички зерде, тоа се со вода се прави шекер и ориз. Исто лебебија, суво грозје. Ова чашата што е компот? Во чашата е компот од црни сливи. Предпоставам дома сами си го правите. Да, тоа е се домашно. Исто и чурек, тоа струмички чурек. Исто посен чурек, тоа е без јајца, без ништо, значи само со вода, квасец, брашно, шекер и зејтин има. Кажете ми интересно за сармите, кажете со ореви. Да, со ореви. Оревите ги печам и ги лупам, за да не потемни сармата, за да си остане бела. Што друго освен ореви има? Карактеристично? Карактеристично праз. Значи празот се запржува, ситно се сецкува, се запржува, па се запржува оризот и на крајот орасите не ги пржам, значи после ги измешувам со оризот и сол, вегета, црно пиперче, тоа се става. Прва година ви или имате учество? Не, јас сум веќе на Гранд При. Имам 3 години, пред 10-15 години и сега повторно за Гранд При. Што најмногу сакате да готвите? Солени или благи јадења? Па готвам се, ама повеќе сум за сукани работи. А иначе и торти правам и готвам стално. Имам голема фамилија, така да стално готвам. Што најмногу сакаат да им готвите? Па сакат зелници доста да им правам, кифлички, а за ручек традиционални наши македонски јадења. Ги проследивме трите учеснички кои што исто така не може ова утро да бидат заедно со нас, меѓутоа ги поздравуваме, кои што се напреварува за Гранд При наградата Вешта жена Струмица. Која е наградата за нив и секако која е наградата која што дружбата на прво место, меѓутоа има нормално и она материјална награда која што е дел од Вешта жена. Како успевате да најдете нели спонзори кои што за било што е тешко денес и пред се која е наградата за Гранд При, односно дали добиваат нешто материјално или само титулата дека се стигнале до овде и продолжуваат понатаму? Прво, значи, кога ги спомне спонзорите, значи голема благодарност што секоја година не поддржуваат, имаме спонзори со години уназад, значи што не поддржуваат. Да не ги набројуваме, да не прескокнеме некој пат да се увреди, значи сите се спонзори вредни колку да биде донацијата, значи од нив. Значи Вешта жена, самата Вешта жена, значи ги помага жените до некој износ, зависи од картите, значи по 1500 денари, значи за подготвување на храната, и се друго, значи нема Вештата жена, значи некоја друга помош од самата донација. Значи ние се снаваѓаме од спонзорите, еве ова година да кажеме, во дел од подготовките беше Хоризонт, мислам има спонзор жените. Па друго, значи, само пехарот останува големата вредност на жената, што ја добива после 3 години учество во Вешта жена. Значи, други приходи Вештата жена не добива од
од самата... И пред се исполноста и исполнетоста, односно кој тоа е веќе друго, ние пекар за толку години готвење. Да, значи материјалното никогаш не е било предизвик на жената, значи во вешта жена дека таа ќе добие нешто, него е мотивацијата, рековме, дружењето и па на крајта она добива еден пехар што за и останува вечен знак за... И пред себе едно пекарот како доказ. Пред оние кои што секојдневно вие готвите, тука ќе стои во дневната да се гледа. Дипломи, и на Фейсбук се го стави. Они секоја година се добива, значи секоја учесничка добива диплома, прво диплома за секоја добива дали за храна, дали за икибана, дали за значи и тие дипломи на крајта на секоја учество на прва година, значи втора добива дипломи. Значи тоа е се некои значи вредни спомени што остануваат после позади нас. Вечни. Виолета, како ти да речеме, нели надвор еве до оваа емисија, ги каниш сите они кои што ги познаваш дека знаеш дека знаат вешто да се снајдат во кујна, секогаш нешто иновативно, нешто ново внесуваат. Како изнаоѓаш начин да ги поканиш да дојдат еве наредната година да се пријават, да учествуваат? Можеби тие редовно се во публиката, нели присутните на Вешта жена, меѓутоа токму тие да бидат надпреварувачки. Вака се, значи жените веќе не знаат. Значи лани, полани, јас веќе сум 3 години не препознаваат. Секогаш кога би сакала некој да поканам за учество, оваа година еве Бети ја поканив, значи јас потајно ги знам нив. И, например, и на Фейсбук, и сум била и кај нив, и ги знам, и таа дома има се за да биде, да се презентира и знамот и добро готви. И викам, Бети, направи некој специалитет, ти души што ти сак. Значи, јас сакам да ги извлечам од нив нивните желби, не да им наметнам јас моја идеја, моја. И она вика, јас знам да спремам, вика, многу убава, вика, поткаленица. Супер, викам, това никој не го направил. Па ga спрема и ga пробаваме, значи, јас, знаеш што би сакала да кажем, јас многу пати го спомнувам това. Значи, не сме ние да се праваме некој кој е поголема домакинка, него сите жени си имат некоја креативност. Еве, она биш имала креативност да направа свинска подколеница, што јас това никој пат не би го знаела да го сготвам така. И беше доста вкусно. Значи, го пробаваме. Значи, тука ги гледам луѓето, ги оценувам, ги преценувам и мислам дека би можеле да презентират маса. Е сега проблемот кај новите учеснички, еве и кај Даниела и кај Бети, првото нешто што беше, и как са јас тви, тама такви, значи, абе не е толку тешко, значи само пушти се креативно како дома да ти дојдат едни гости и се е завршено. Добро, секој почеток е нели тежок, страв, како ќе видиш што ќе видиш. Им треба подкрепа, им треба малце за самодовербата и нели сепак не секој е спремен и јавно да се експонира. Сега јас почнах да бегам од јавноста, кој кај ќе ме сретне седи, честито, аман веќе викам. Мада, нели, знаеш, некак повеќе ми значи учеството, отколку сега титула, награда, окей, нели, секој се радува, нели, ама јас сакам да учествувам, јас не се занимавам професионално, јас имам друг бизнис, значи друго работам, меѓутоа еднаш или два пати во годината, абе сум преокупирана со задоволство цела недела да си готвам до 2 до 3 сати си ја цртав тортата, па ова ламбичката која си га правев, значи до касните сати ме релаксира тоа. Да, тоа е многу битно, тоа што го правиш, да го сакаш, да го нели любиш, за да можеш твојата љубов да ја пренесеш на чинија и да можеш да уживаш во неа. Па още и друго, и керката ја замарам и неа и она, аман вика веќе се Вешта жена, ама и она сака. Пред време. Да, мислам дека ќе пренесам на неа, значи и она исто така љубител е, сака, а јас вика ќе ти помогнам това, па со фондан одгоре го црта и тоа. Када ме поддржува и она многу, без неа, например, не би се нафанала се сама да работам, но ми помага, многу ми помага. Не само тоа, значи јас верувам дека позади сите вешти жени стојат и целата фамилија, затоа што тие се, значи тоа се денови заангажирани, значи ние што сме неколку дени отсутни од дома, значи благодарност, значи нашите фамилии сите имаме голема поддршка за да бидеме, значи многу е важна поддршката и од дома. Господја Даниела, колку пати вие сте растуриле нешто,
односно фрлиле, пред да го подготвите така како што треба да изгледа. Посебно еве она кој што го подготвувате за вешта жена, дали се случи нешто да не ви се погоди, па да го фрлите, па наново да го правите? Па секоја домаќинка понекогаш кога испробува нешто може да го расипе, па повторно да го направи, но крајот е најважен. Финишот човекот го краси делот. А што најмногу еве вашите дома сакате да подготвите или во што сте најмногу вешта според вас и според вашите блиски? Јас испробувам и благи работи, и солени, но најмногу преферирам благо, сладко. Некоја ваша успешна, најуспешна рецепта? Или најчесто моите многу го обожаваат пилешко со јогурт со соц во јогурт. Тоа му име Милина и во недела обавезно. А од сладки работи? Од сладки чоколадната торта име Милина. На сите и затоа да ја спремам почесто и таа беше присутна внатре во мојата торта, да исто и однадвор беше многу убаво украсена. нежно украсена. Куцките вака, да, така нели? Тоа беше досега немаше сретното со целовки, нежна. Да, така е убаво беше украсена целата маса. Господи, вети вие што така имате еве растурено повеќе пати за да дојдете до крајниот резултат? Јас пошто имам многу љубов спрема кујната, многу внимателно работам, со мисли и тука сум едноставно фокусирана да не грешам. Значи не сакам да грешам, смирено си работам и фала Богу не правам многу грешки. Значи во готвењето мислам, внимавам на грешките, внимавам и се трудам да не сгрешам. Секоја често најмногу подготвувате за фамилијата? И јас кај мене, мојата фамилија е, мислам, гурманска фамилија, си јадеме и благо, и солено, кај мене мора да има десерт, па ќе ме питат утре што ќе има. Или... Пред време. Да, пред време се знаем. Си правам тортички, си правам и ручок, секој ден си готвам. Преовладува се кај мене без разлика дали шо е. Значи ручокот се е на прво место, и исто десертот, тортички си правам една торта кај мене позната Сириус торта се вика, многу вкусна. Се надам дека наскоро ги пробаме и ние. Вака како ќе ме шумате, треба да. Она се една магинка. Дали ви се случило еве вака, денес нема да готвам, одиме во ресторант, готово крај? Тоа малку повеќе го избегнувам, готвењето го избегнувам. Мислам не го избегнувам, правим сакам да сготвам, па после дека треба да одам. Значи повеќе сум... Сакате да кажете дека дома секој ден имате работа? Да, секој ден. Не се случило да... Едино денеска, пошто јас имам обврски денеска, да, иначе... По оправдани причини. По оправдани причини, иначе тоа кај мене многу ретко се случува. Ептен ретко. Ви посакувам на вас двете, нели, како за прв пат учеснички, многу среќа во иднина, се надам дека многу напредно ќе освоите. На поканата што не поканивте да бидеме присутни овде. Во некоја наредна емисија повторно ќе видите овде, се надевам многу наскоро. На самиот крај, бидејќи го поминавме веќе времето, каде ќе одите од овде? Значи, денес ние ќе одиме да ги посетиме децата во Бања Банско, значи донацијата што е ете од Швајцарија што е за децата, ние купивме неколку поклони, па денес ќе одиме да ги посетиме децата во Бања Банско. Убаво е да се направат некои лица среќни и тие да уживаат и пред себе да слушнат за вашите преубави рецепти, а веќе во некоја наредна прилика се надевам дека и ние ќе бидеме дел од тоа и дека е нешто што сте подготвиле да го однесеме таму и да Предходната година после вешта жена кога однесеме пакети им однесеме или за Нова година беше со тортика правиме 3 торти. Пред Нова година. Како беше? Значи знаеш ли какви насрети? Значи се најскрајни. Ова година, значи денес ќе имаме средба со жените од вешта жена, ќе имаме средба поручек. Значи порака на децата од порака, мислам Сонја ни се јави, не покани да правиме заеднички ручек за тримери, па значи ние ова година со децата од порака и фамилиите ќе правиме и тримерски ручек. Значи ние секогаш сме во здруженијата тука, секогаш сме позади тие деца, значи ние ги почитуваме
посетуваме и секогаш во можност ги посетуваме. Така ни многу пати сме биле дел од вас, посебно пред една нова година, паметам на 8 декември или на 3 беше се дружевте заедно, бевме дел. Се надевам дека во блиски дни на повторно ќе бидеме дел или за било што имате еве доколку нешто треба да се сподели, да се поканат. Па еве сега значи тримери во среда, наредната среда, значи ние ќе сме дружењето Вешта жена, ќе бидеме со. Од денес до наредната среда цела недела е во знакот на карнавалот на тримерите, така да присутни сме и ние ќе се дружиме. Јас би сакала само уште еднаш да напоменам, значи за нашите спонзори. Ванком од Бориево ни е веќе втора година спонзор. И во наредните, значи ќе ни биде, се заблагодарувам на Орцито што не овозможи ваучери за од Хоризонт. Се заблагодарувам значи и на останатите од кој беше Алмак и тие пошто им ветив дека ќе има многу, реков, не сакам некој да го заборавиме. Благодариме нели на сите. Ви благодарам пред се на вам прекрасни 4 дами, сите оние кои што поради оправдани причини не успеа да бидат дел од утрински пулс. Имате превешти раци, се надевам дека наскоро ќе имаме еве некако домашно спремање да бидеме дел од да видат граѓаните како уживате вие во тоа. Ви посакувам на сите оние кои што не добиле да добијат, на вам како организатори уште многу успешни години. Благодариме. Почитувани мои, ние веќе го надминавме времето кое што беше предвидено за утрински пулс, затоа ќе ги скокнеме наредните два содржини, односно за рецептот на денот и хумор доза. Ви благодарам што бевте дел од утрински пулс и сите оние кои што некако се двоумат дали да се приват на Вешта жена, еве слушнавте дека е преубаво, пред се останува вечната дружба. Уживајте во ручекот кој што го подготвувате, во сите оние десерти, сладки и работи кои што вие сакате да ги подготвувате во вашата кујна и зошто да не го направите тоа во кругот на вештите жени од Струмица. Ви посакувам убав и благословен ден. Довидување.